Многумина велат дека живееме во време кое што се нарекува трка по пари. Време каде што вистинските вредности се забораваат, а се величе само она материјалното. Дали е тоа така? Останете со Gentleman магазин и ќе видите. Денес разговараме со еден вистински господин. Майлс Дейвис, вистински джентлмен, човек кој не внесе во светот на добрата музика, на джезот, на убавите звуци и уживањето. Музика која не опушта и ни дава хедонистичко надополнување. Секој од нас, кој ужива во добар пијалок, после напорен и тежок ден, знае за што зборуваме. Овој джентлмен е роден на 26 мај 1926 година. Бил американски джез музичар, водач на група и композитор. Сметан ширум светот за еден од највлијателните музичари на 20-тиот век. Майлс Дейвис, заедно со неговите музички групи, биле во редовите на оние музичари кои што ја развија джез музиката, како и бибап стилот, кул джезот, хардбоп стилот, модел джезот и джез фузијата. Майлс Дейвис во 2006 година бил примен во куќата на славните на рок-н-ролот и бил запишан како еден од најбитните фигури во историјата на джезот. На 15 декември 2009 година Представничкиот дом на Соединетите Американски држави изгласал символична резолуција по повод 50 годишнината од издавањето на албумот Kind of Blue, оддавајќи почит на неговото ремек дело и реафирмирајќи го джезот, со што го прогласиле за национално богатство. Есента 1944 година Дейвис го завршил средното училиште и се преселил во Њу Јорк да го продолжи своето образование во музичкото училиште Џулијард. По неговото доаѓање во Њу Јорк, тој ги поминува своите први неколку недели, обидувајќи се да стапи во контакт со Чарли Паркер. Сепак, на крајот тоа му успеало, не само со него, туку и со саксофонистот Колман Хокинс. По конечното пронаоѓање на неговиот идол, Дейвид станал еден од музичарите кои што одржувале импровизирани ноќни сесии во два ноќни клуба. Бендовите биле составени од музичари како што се Фац Наваро, Фреди Вебстер и Джиджи Џонсон, кои подосна ќе станат водачи во бипап револуцијата. Новија музички настани имало изведувачи од редовите на етаблираните музичари, како што се Телониус Монк и Кени Кларк. Дейвис, откако поверал дозвола од неговиот татко, си заминал од Џулијард. Во неговата автобиографија, тој го критикува музичкото училиште, поради настроеноста кон проевропските музичари, меѓу кои многумина биле белци. Како и да е, тој има нагласено дека покрај зголемувањето на неговите вештини на трубата, музичкото училиште му ги поставило темелите на неговото теоретско познавање на музиката, кое што подосна ќе се покаже како корисно. Дейвис почнал да се занимава професионално, изведувајќи во неколку клуба заедно со Колман Хокинс и Еди Дейвис. Во 1945 година тој за прв пат стапнал во студио за снимање како дел од бендот на Хебри Филдс. Во 1946 година му се укажала шанса да сними албум во улога на водачна група со привремената група наречена Майлс Дейвис Секстет, заедно со Ерл Колман и Ен Хетауеј. Неговиот следен ваков албум бил издаден дури во 1947 година. Во март и април 1959 година повторно влегол во студио со цел да сними албум со неговиот секстет, општо сметан за ремек дело во музиката, наречен Kind of Blue. Според Сдруженијето на музичките сниматели на Америка, албумот Kind of Blue е најпродаваниот джез албум на сите времиња, со продадени 4 милиони копии. Секој дете е уметник. Проблемот е во тоа што, кога растеме, ги губиме децата во себе. Рецептот за искрен и успешен живот е да го задржиме детето во себе. Тоа се зборови на големиот Пабло Пикасо, а со мене денес имам еден човек кој што е многу сличен на Пикасо по уметноста, затоа што има многу титули пред него. Полесно би ми било да ја најавам кралицата Елизабета, отколку мојот гостин Алјоша Семјановски. Алјоша, добар ден. Добар ден. Како си? Добро, тековно, што викаат. Да, тековно. Тековно добро. Дали може веднаш да преминеме на ти? Секако, да. Ти благодарам. Некако сме и колеги, значи вие сте режисер, публицист, музичар, кант автор и така натаму, и така натаму, и така натаму. Од кој од овие титули најмногу ги уживате? Знаеш, секој пат у ваква пригода, знаеш, ми се наметна една убава, так си го замишляш животот сушност и секој пат имам таа фина една
реченица од Ниче, да го доведеш животот до степен, да го живееш како естетски феномен. Така да сите тие работи што ги спомна, сите ми се драги, да ти кажам. Така да имав среќа, прво режија, она што го сакав, колку 40 години во македонската радио телевизија, мојата матична и единствена куќа, да. Потоа другите се работи кои што сигурно имаат врска со режијата, музиката, пишувањето, да, сценаријата што ги склапавме, што правевме. Така да, она пак би го, да не патетизираме многу, го живеев оној сон што го живеев својот сон уствари и така и го замислував и баш како го доближував до тоа, до естетски феномен што викаат, да. Навистина ми е мило да се слушнат овие работи, баш како што љубам јас да кажам, джентлменски и комплетно. Кога сме веќе кај телевизијата, вие имате повеќе од 2500 емисии, ако не се лажам. Па, малку и тоа, сите ми е, кога што сме таа дејност режисерите, сите кои ќе почнат малку заокружат 2500, 3000, никој пат не сме ги броеле, ниту сме ги книжеле, затоа што нас ни беше тоа работа. Да. Вика, знам дека големите серии, големите овакво, тоа се све, или, например, и документарната линија, например, 300 документарни наслови, од кои 100 документарни креативни филмови. Кај нас, знаете како беше? 3 екипи идат на терен, 3 екипи, документарна програма, тама се специализирани емисии, монтираат четврток, петок, понеделник префрлање, иде други 3 екипи. Така да тоа беше тоа високо продукцијско ниво на македонската радио телевизија, зашто ние бевме дел од еден голем систем југословенска радио телевизија. Имавме отприлика таа една кондиција што знам сега, малку спласна, што е природно, како исто и у фудбалот. Вардар играше со Звезда, Хајдук сега е у втора лига или е со Хоризонт Турново ќе се надпревари, така да се стесни просторот, али имавме голема оваква продукција и тука нормални мојата работа. Никој пат не сум броел, не сум ги преброил, зашто ми било тоа работа, ми било љубов голема, да. Телевизијата, опште филмовите, преносите, сите жанрови телевизиски, да. Апропо тој муабет дека ете се стесни просторот и се намалија дружбите и некако се смени целото ова време. Кога ќе погледнете наназад, што мислиш, Лјоша, колку се изгуби тоа джентлменството и добрите манири кај генерациите нови што доаѓаат сега, од ваша гледна точка? Па, знаете, видите, ја за разлика, да, сигурно дека се стесни просторот, дружбите се од друг тип, секако, зашто беа и стандардите беа високи, како што беа високи од телевизиското производство, така и удружењето, така и од джентлменството, знаете, вие не можете да идете испод некој овакво, што беше, пак ќе се не сум носталгичар, него југословенско ниво, да кажем. Соработуваме со Белград, Загреб, Љубљана, најпрвин треба тие манири да ги следите и да ги прилагодите. Не можете да дојдете со своите собствени некој малски, што викам, малско джентлменство, што и смета и за него имам високо мислење. Така да сега е малку променето, у секој случај и младите генерации се окей, да, мислам, немам опште мислење дека нешто доле оди. Ти има друг тип на оваква на комуникација, друг тип на джентлменство, сигурно дека има и лоши работи, се што се случуваат, али у секој случај јас сум на нивна страна. А како Лјоша го гледаш джентлменството? Што за Лјоша представува поимот джентлмен? Па, знаеш, нели, може би она од Достоевски, дека деликатност и достоинство не учи срцето, а не учи тоа поиграње. Значи, джентлменството е еден тип на најпрви на природа, па воспитание и трето нема уствари. Да, тоа е нешто што ќе не учи срцето на тоа. Или си тоа, како викаат, карактерот на човек му е судбина, некој станува джентлмен, некој е пораѓање, сам не знам ако звучи ова, како некој испит, некоја анализа, али у принцип дека е основата е у срцето, ствари. Она односот према луѓето, према младите, према постарите и према уопште во комуникацијата, тоа ниво треба секако да се држи на високо рамниште. Имате напишано многу и пишувате многу колумни. Од каде ја црпите инспирацијата за тоа? Па, еве, дали спомнавме дека прво, знаете што е големата, да, мојата голема
среќа и љубов и што како македонската радио телевизија. Знаете ли што значи тоа? Кој тип на комуникација тоа? Пошто кога спомнавме преска 2500-3000 нели наслови, знаете, тоа се сите видови на програма. Да. Например, 5 години сум работел Аграр, например, емисија, ќе го спомнаме, нели, ако ќе споминjem имиња со Индовски или со доктор Миле Грубче, основавме еколошка патрола, па основавме потоа трпеза една овако. Не се сега ова кујниве од сега мислам. Така да со тој дел од програмата ти идеш се движиш секаде. И порано, например, правевме програма за странство. Програмата за странство се снима овде, се монтира у Загреб. Така да тој тип на движење, тој дејноста сама ти дава многу средби, многу овако, многу идеи. Секој камче го познавам на наша, ајде да речеме, потес на наша Македонија, па и на Југославија. Така да од тоа и произлегуваат сите и теми, знаете како, таа комуникација и од тој интензитет на дејност полно е. И ден денска и последно што работам, така се вика мојата книга на впечатоци, да не речам мемуари, се вика Интерфонија, и јас спремам негде веќе имам така некои чаптери се веќе стаени овакво, али пак ќе биде делот, ќе биде од ова живење уствари тоа се. Так, например, моите искуства во студиото као кантавтор, например. Тука ќе ги спомнеме тие големите продуценти што беа Чешларов, па Славе Димитров, па каде што ми влегувавме еднаш годишно ќе отсвириме, па нели спомнавме дека имаше тогаш многу ете, тоа е едно големо искуство, знаете, да направивме сонгови, правевме таа генерација. Ќе ги спомнам и тука и Џокси, и Љубац, и Јаков. Јако Јаков е помали Џокси, Љупчо Стојановски, Љубец. Значи, ете едно големо искуство од кое што може 3 книги да се напише. Така да, она пак уште еднаш да заокружиме дека самата дејност и самиот мој уствари, мојот карактер, љубопитност и овако сакање на да ги чувам приказните, да ги соберам и да ги сега и да ги прераскажам ова осрезда. Кога сме на таа тема, мене лично ме интересира, што мислиш за музиката денес што се создава, напрема музиката што била некогаш тие шлагеријата и што ти си ги свирел и што се создавало, напрема овај сега модерен аутотюн. Јас тоа повторно ќе го поврзам со џентлменството тука некаде, дека се губи сепак, мислам, тоа џентлменство во музиката. Што мислиш ти за тоа? Па, мислам дека е многу сложено, знаеш, и одговорот ви спомнав дека ја во рамките на тие 2500-3000 пак се ќе ги спомнеме, имам негде околу 100 концерта снимено од Джез фестивал. Имам работено, сега и последен филм што го направивме Джезмен, тоа е еден жанр. Оно што спомнаме кантавтори, спомнавме како се вика она фаза на ангажирани текстови на све, но сега дојдовме во фаза кога диџеите се поголеми автори него самите автори. Да. Зашто е така? Затоа што ствари најверојатно нема доволно, нема испразната е стварноста од романтика најверојатно тој поп. У поп нема тешко се создаваат тие звезди. И најлесно едноставно што го прават ова диџејеве сега Spotify дома стално ме има и мене да го има. Да, тој преглед и тоа е можда краткиот пат за до забава, али дека е тоа вистинската музика, уште имам резерва некако. И ако не го негирам, да ја кажам, знаете. Кон клавирот конкретно кога почнавте да свирите, што ве натера да свирите? Реков ќе нема да ве пресирам. Што те натера да свириш? Да, у принцип мојот татко свирел армоника и прв пат кога бевме на некој пат, не прв пат, тоа е 60-та година, може да замислиш, ми купи армоника од Русија. И армоника, ама 65-та, 4-та, 3-та искачаат Битлси и армониката ја тргам гитара ми купија со 7 жици една па после тоа имавме еден еден клавир, така некоја комшиката Мила ни го отстапи, бухта е виенска една конструкција кој цела соба држи, знаеш. Да. Сам го штимав, го правев и пошто веќе нели рековме армоника, не се свири армоника, Битлси се појавуваат други жанрови и оттогаш да, паралелно, значи цел живот свирам клавир уствари.
така да у првата фаза сам си го штима. Втор пат кога требаше да купам кола ми дадоа некои пари од дома, нели, како можев да купам кола, ја купив уште еден клавир. Од Yamaha купив уште еден клавир, P8, нели, кој што на таков Sting свири. Па купив уште еден трет workstation, како си кажа. Ја сакам инструментите и дома да ми или купив еден разглас Stage Pass, на пример, Yamaha. И тоа баш што викате детето, го најавате ви рековте кога децата што си играат, така уште ми е тој свет као една игра уствари, и уживам во тоа и ден денес. Тоа, нели, затоа ќе останете вечно креативни, ќе останеш вечно креативен. А има нешто што си сакал да го направиш, а не си го направил? Во главном све што сакав е направено, али добро, сега пут мислам не е мојата мисија на уметноста не е завршена. Последните 2-3 години не мислам дека сакам да го направам тоа. Имаме уште еден проект за филмскиот фонд, али сакам сега имам еден фин, пак се работи за музика, се вика Рахманинов опус. Некој тамо, тој е работниот наслов, филм, игран филм. За еден наш познат пианист, кој што заврши, да не ја раскажувам. Добро, да. Али пак се базира музика и овие трансформации што се деси во општеството кога луѓето од големите уметници не ја сватија вистинската промена што се случи и останаа на улица пуно. Па и така значи една семејна драма а основата е пак музиката и пијаното, затоа што ако гледате, следите филм, сигурно дека филм кој што е музиката, главна улога не може да 10% може да промаши, не може поише. Точно. Не, мислам не е тоа стратегија некој тип, него мислам дека таа работа најдобро ја знам и можам да ја направам. И сакам да го направам тој игран филм поголем, се надевам дека ќе го направам. Да, ја ви посакувам успех, дај Боже да го направите. Пред да преминеме во друга просторија да се освежиме малку со винце, би сакал малку околу Джезмен кратко да ве прашам, затоа што тоа е една успешна приказна, јас пак ќе кажам джентлменска приказна која што се случи некаде во Њу Јорк, па малку во Србија и сето тоа дојде тука. Белград, Софија, да. Джезмен е долгометражен документарен филм. Трейлерот може да го погледаат и публиката го има на YouTube. Пишете трейлер Джезмен. The form is over. Формата како глагол е поднасловот многу битно, затоа што филмот е приказно за Велибор Педевски, еден наш сограѓанин кој што живее, викам, дете од мало, од моје друштво, живее 30 години во Њу Јорк и он исто вика дека го живее својот сон, он е booking agent на големите звезди на джезот, кој многу и тука на нашиот джез фестивал ги видовме. Го живее својот сон, уште го работи тоа, сега последна фаза е артист. 15 албума има издаден, али оној тип на музика која што е преска ја спомна отприлика 15 албума, значи истовремено и артист. И тоа е отприлика неговата приказна, а втората линија на филмот е джезмен, или втората линија формата како глагол, тезата на филмот, дека што е джезот уствари. Милион работи се напишани, али нашата теза дека е джезот уметност која што формата ја третира како глагол, не како именка. Значи ја растура структурата, а како би рекол Клинт Иствуд, исто љубител на джезот, дека playing jazz is like always composing. Точно, баш така. Значи исто го каже и Милчо Левиев у Софија, сега е покоен, го имаме у филмот, нели тоа, дека и Стравински, уствари, компонирањето е замрзната импровизација, уствари. Само што он ја запишал, сега има милион фасилитисти, например, све што ќе напишеш ќе го забележи, така да е джезот уствари еден постапка креативна, каде што формата се третира како глагол или уствари импровизацијата е креација. Точно. Тоа е навистина многу добро и многу добро кажано. Па тоа е отприлика. Така и го замишлев и овој период. Сега, например, ја, пошто пијаното нели една од нашиве вака нитки што ги не врзуе, последниот период така и го замишлев, последните 10 години свирам пијано, тоа е друг еден жанр, лаунջ пијано, се вика пијано кој што колектив у Галас, у Марк Кафе година не свирав, овде у Парк Резиденс, у Фор, нели, тамо има убав клавир, тој Ямаха еден клавир, овие се друга е пијана, и никој пат тоа нема да застане уствари, затоа што па плюс и тој жанр, лаунջ пијаното е, например, отприлика еден тип импровизација, затоа што формата скроз не ја покриваме или него ја движиме,
али да биде слушно, затоа што тамо е публиката од друг тип да доаѓа да. А инаку формата како глагол мислам дека е битната претпоставка за уопште за разговорот и за темата джез уствари. Затоа што има милион книги напишано, милион овакво, никаде ствари треба се поедностави да се објасни што е тоа, така да така мислам ова би било на таа тема. Ти благодарам навистина околу цело ово објаснување за джезот, затоа што тоа е нешто што јас тврдам дека помладите генерации треба да го слушаат. Јас го сакам и цело време го наметнувам джезот да се слуша. Намерно кажувам го наметнувам затоа што навистина како джентлменството што е во изумирање кај младите генерации, така и джезот, затоа инсистирам да се слушне, поготово од ваков господин кој што го разбира тоа. Сега ќе ве поканам да отидеме на друг простор да се напиеме по една чашка винце. Со задоволство. Баш ми е мило. Of all the boys, of all the boys, of all the boys, boys. Има многу причини поради кои што кошулите по мерка се далеку подобра опција од стандардните или оние купени од продавница. Денеска ќе се потрудиме да ги кажеме главните предности зашто треба да одберете custom-made кошули или кошули по мерка. Најпрво, кошулите по мерка секогаш се изработуваат од квалитетни материјали, што траат, се удобни и спречуваат прекумерно потење. Овие материјали се добри додека сте на работа, на важен бизнис состанок, свадба или некоја друга прослава. Дополнително, доколку веќе носите одело по мерка, секако не би сакале да го нарушите целосниот концепт со погрешен избор на кошула. Најважната причина која што задолжително треба да имате кошула по мерка во вашиот гардеробер е секако одличниот фит, односно совпаѓањето на истата со вашите мерки. Правилната ширина на јаката, струкот, должината на ракавите се само дел од стандардите што мора да се исполнуваат за да добиете производ што совршено ви прилега, а што многу ретко се добива доколку купите кошула од продавница, односно доколку ви е точна во ширината на вратот, должината на ракавот нема да ви одговара, или пак ако е точна во ракавите, ќе биде широка во стомакот. И деталите се важни. Покрај тоа што бирате материјал, боја и дизајн со заеднички сугестии помеѓу вас и вашиот моден консултант, се бираат и деталите во зависност од настанот за кој што ви е потребна кошулата и конструкцијата на лицето и телото. Например, тесна и издолжена јака за издолжувачки ефект на лицето, или пак широка јака што открива поголем дел од горниот дел на кошулата, за разлика од претходниот тип, и што е одлична за мажи со поиздолжена форма на лицето. Исто така може да се изберат специјални метални копчиња за побогат и поелегантен ефект за вашата свадба или веридба, манжетни кои што ја надополнуваат елеганцијата. Кога правите облека по мерка, можностите за комбинации се многубројни. Како што споменавме и погоре, квалитетно изработена кошула треба да биде пред се удобна. За покрупни мажи обично се оди со поширок фит, односно со повеќе простор помеѓу телото и кошулата, додека за послаби мажи се оди со поструктурирана варијанта. Генерално, кошулата што ја носите треба да е закопчана до горе, да има простор од еден прст помеѓу јаката и вратот. Кошулата што ја носите треба да има неколку правила на кои што треба да внимавате. Кога е закопчана до горе, треба да има простор од еден прст помеѓу јаката и вратот, да биде доволно затегнато околу зглобот, така што манжетните мора да се откопчаат за да се особлече истата. Да има доволно долги ракави, за кога ќе кренете рацете во вид на крилја, да не ви го открива целосно зглобот. Да има рапка и рамењата што не ја надминува должината на истите. Кошулата што ја носите, посебно кога сте без сако, е најмокно средство што може да го користите за невербална комуникација со оние околу вас. Вашата кошула, без разлика дали ви се допаѓа или не, зборува во ваше име. Бидете сигурни дека ја пренесува пораката што сакате да биде пренесена. I could say Bella Bella, even say Vanaba, each language only goes to show how wonderful you are. In vino veritas. Да наздравиме. На здравје. Колку верувате во ова, во виното дека е вистината? И како го разбираш ова? Па, многу верувам. Пошто јас сум, како нели има винаџи, пиво што пием, јас сум од тие винаџи што ги викаат. Верувам, у принцип, сигурно чим е така од дамнешни времиња пијалок создаден, направен, секој пат, ако
не, мислам, го конзумираат луѓето и уживаат во сигурно дека вистината нормално не она, демек ќе се напиеме па збориме вистина или невистина или ќе кажеме и што треба и што не треба. Него го гледам како еден тип еликсир, како еден тип на фин пиелок кој што малку не опушта, не расположува и со фини убавите миризми што се тие. Така да секој пат кога има вино на овакво, кој присутно вино на маса, на овакви разговорот другче тече, дружењето е друго. Не ги исклучувам и другиве пијачки варијанти, и раки и пиване, али јас сум, например, секој пат и од секогаш љубител на вина, на добри вина. Вистински хедонизам. Да. На некој начин. Како, кажи ми, Лјоша... Домаќинска варијанта. Домаќинска варијанта. Добро, сепак тоа си е дозирање на хедонизмот. Вие сте од едно време кога Скопје беше малку поинакво. И баш тука начнавме во просторот кај што се најдуваме сега некаде срцето на Скопје, можам да кажам. Што се има променето во животот во Скопје тогаш и сега? Знаеш, ја тоа го имам едно фино конципирано една песма, исто за гледачите на YouTube може да ја најдат. Градот во кој што сум роден се вика песмата, мислам во наслов на англиски Born. Да, и порано имаше ниски куќи, па ќе кажам 3-4 строфи, ќе видиш што е разликата. Порано градот во кој што сум роден и во кој ден живеам, порано имаше ниски куќи, бавчи и градини, плоштад, мал парк и стадион, камен мост, кали и аеродром. Значи прво као простор, тоа беше средишниот дел, а другото од овде, сега ми е кај што сме Дебар мало па натака, тоа беше све бавчи и градини, тоа е еден простор, се расшири градот. Дали променето, живењето беше многу поскромно, да бидеме искрени, да не, ако ќе слушам моја генерација, добро, тие генерации што се леле како било порано, но не, многу скромно, али у секој случај честно и благородно, разбираш. У однос на ова сега имате влезете у самопослуга 200 врсти чоколада имате избор. Имате што сакате у светот. Порано немаше и тоа, да знаете. Или ја читав овој, вика, една банана, порано ја делев ми го памтам тоа, ама тоа е, знаеш, еден тип на, не е травматско искуство, него искуство од детството. Детството ни беше убаво, одевме на Вардар, се бањавме на плажа, али баш гледам еден пост сега на Facebook, многу на градска плажа, што вика, многу народ, ама све слаби, нема ДВД. Баш така има еден коментар, вика, многу нема, вика, дебел човек уопште. Многу беше поскромно живењето, помалку. Сега има многу повеќе, има еден многу логичен развој, многу се подига и само јако пуно знаат да кога у дискусии дека било порано, било дека сме биле у таа возраст овако, иначе и сега Скопје више регионален центар, преубав град со преубав плоштад, како изгледа сега. Сега има 150 одлични, например, локали кај што можеш да не се срамиш, да светски со светски некои стандарди што се поставени. Убаво изгледа, луѓето инвестираат и животот у тој дел е многу поинтензивен, да. Кога ќе погледнете наназад, да кажеме кога сте биле вие 20-тите години, како се облекувала младината тогаш? 20-тие години, како беше? Затоа што тогаш првпат се појавуваат големите звезди у рок-н-рол, например, ќе облече, например, Джими Хендрик шалче ќе стави другата година, или имаш у Скопје, идеа дечки у Лондон, например, тој Чивчи од Бизбес, ќе дојде чизмици, прв ќе донесе звонарки, сите идат. Одма бараат начин како да ги следат таа мода, да ја следат, например, си идеш у Трс, се купуваат звонарки, се купуваат фармерки, се купуваат кошули, доаѓа Мишел Полнарев у Скопје на концерт, кошула со цветови со. Другиот ден шијас, не сите нормално, али така да ги следевме тие трендови што се појавуваат у свет, нормално со колку што ни дозволува условите, да. Иначе таква беше модата и, например, све што пак бевме дел од голем простор, ќе кажам, југословенски, и тоа беше исто многу битно, затоа што имаше и конфекции, нели, ако беше тоа некој друг тип на производство, него имаше и луѓе кои што следеа мода и се облекуваат баш така, и ден денеска ги знам некои, ми ги викаме стари шизици,
уште си тераат си ја фураат таа мода, например. Чизмици тие во вакво некој коса дугачка, јако Да. спорт. Така да тоа време беше такво, секој пат се прилагодувавме према трендовите што беа у свет, колку ни беа достапни прво како информација, не за разлика од сега. Сега имаш Сега е достапно, модна точно. недела во Њујорк, гледаш одмah што нема више мода, све е дозволено, али можеш да видиш, да споредиш, да си и плюс све има у Скопје више. Не порано немаше баш вака. Имаше ли Скопје тоа време џентлмени дотерани, да кажам, значи стилот на Ал Капоне, што јас по наводници љубам да кажам, луѓе со шешири, со шапки. Памтите ли вие такви господа по Скопје? Мислам дека имаше тие луѓе што беа, али знаете како у градот да се прошеташ у таков, у тој дрес код беше многу ретко, например, како се знаете. Ми имаме корзо, на корзо да искочиш, да се облечеш. Така добро, носевме едно време едни шешири Борсалино, сеќам мојот кумашин Братислав Димитров. Борсалино имаше еден капут, мојот кум што е Љубе Трајковски боксер, тој еден дугачок мантил направени така со тие шешири. И дали тоа беше џентлменство или некој тип обид за да се имитира отприлика некаква модна нека варијанта. А иначе дека имаше луѓе кои џентлмени, да. Ние ретко ги гледаме, не можеш да ги видиш на улица таквите луѓе. Кажете ми, кои се за вас вистинските вредности во животот? Знаете како, нели спомнав у тој кантавторскиот период, и таа песната, или таа што исто ја препорачувам на, како се вика, на гледачите, среќате во обичните нешта, ја има на YouTube. Последниот стих е, последната строфа што е ствари, баш се доблеси, значи што е среќа и така, нешто 7-8 строфи, ја знаеш како она го е развил Шекспирос. На крај, знаеш, си мислам пред малку, среќа не е никаков магичен лет. Туку е низа од обични нешта, пријатели, вистинска љубов и чесен труд. Тоа е за мене, тоа се тие доблести што е. Би сакал пред крај да ве прашам околу, вие сте и професор по југословенска книжевност? По диплома, да. По диплома, да. Малку околу тоа време кај кои професори завршивте, како беше тогаш? Да, мојата една диплома е, да, устари е југословенска книжевност. Кога ќе ги спомнам имињата, им треба се спомнат. И горд сум на таа диплома, затоа што моите професори беа Гане Тодоровски, Харалампие Поленаковиќ, Пенушлиски, потоа ќе го кажам и Блаже Коневски ми беше македонски јазик, тој беше 3 предметна група. Блаже Коневски беше директниот професор по македонски јазик, Бистрица Миркуловска, Томе Саздов, тоа генерација која што ги направи темелите на универзитет, ги зацврсти темелите на универзитетот. И горд сум на таа диплома и горд сум што тие луѓе, ете така, искуството и таа, мислам, ми потпишаа дека сум баш у тој дел, например, југословенска книжевност, македонски јазик и словенечки јазик, 3 предметна група. Горд сум на таа диплома и особено овие луѓе што ги спомнам. Сеќавајќи се на Димитар Митрев, исто ќе заборавав тој. Да, уште едно големо име, точно. Сеќавајќи се на нивните дела што ги имам читано и слушајќи ве вас како зборувате, можем да го осетам нивното присуство тука со нас сега. Така да многу ми е мило што ете. Вие сте имале прилика, јас сум имал прилика да бидам дел со човек кој што бил нивни ученик. Така. Навистина ми е мило. Благодарам пуно за чим се чувствуваш таков. Да. И уште дали имате нешто што би сакале, не можам да престанам да ве пресирам, дали имаш нешто што би сакал да го препорачаш на младите, како поговорка, како максима, како... А зашто само на младите и на старите да им порачам? И на старите зашто да не, нели човек учи додека е жив. Џентлменство да така е, точно. Само, да. На сите, нели? Па добро мислам, ништо, знаете како ја одговор кога ќе прашат како си тековност. Така одговарам дека сум тековно. Всушност да се радуеме на една без оглед на сите перипетии што се случат, да не заглавуваме у тие да не влегуваме у тие замки на политичките превирања на овакво, да живееме убав живот затоа што живееме на прекрасно парче земјата. Македонија, која што да не ги кажувам, кој што има вода неограничени количини, плодорец,
Значи, земјата раѓа секакви плодови, знаете како почињаат од кукичињата проđe па ќе искаш црешни јаболка до значи храна, а храна плодна земја, алувиум земја што раѓа човек да посади ќе роди. Да. Имаме значи прекрасно парче земја, прекрасни услови за живење, имаме вака и релации на пример, имаме море у близина, не тоа е, значи имаме и кај да се скијаме, да го живееме животот многу, да го поедноставиме и да го живееме секој ден така со добра мисла, со убави овакво, со убави намери и со нормално со Квалитетно вино. квалитетни вина, да. Ти благодарам за гостувањето, се гледаме во наредна прилика. Среќата е во обичните секојдневни нешта. Бидете джентлмени и негувајте добри навики. Македонија има луѓе од кои што навистина може многу да се научи. Луѓе кои што негуваат добри вредности, луѓе кои што се вистински джентлмени. Да учиме од таквите луѓе. Бидете джентлмени, негувајте добри навики.